Заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски во обид да најде решение како да се помогне на производителите на зелка кои со денови реагираат на ниските откупни цени. Тој во Василево се сретна со дел од трговците и земјоделските здруженија. По средбата не соопшти што било договорено, туку дека ќе има уште еден дополнителен состанок со трговците на кој ќе се бараат конкретни решенија. Имате среда со трговците, ви не јавили нешто дека можно да се зголеми? Значи, видете, сега за сега состојбата е таква и не само трговците кои што се тука, бидејќи јас сум сега тука на оваа средба да дискутираме, да видиме што може да подобриме. Значи, јас ќе извршам посета, повторно сме договорени пак да се вратиме назад. Очекуваме и други представници кои што имаат искуство во продажната мрежа и исто така на некои пазари кои што се присутни, да видиме што можеме да подобриме. Имаме некои најави дека има можност за подобрување и за повлекување на одредена количина на производство квалитетно кое што можам да кажам. Сите се согласуваме за тоа и оние кои што беа присутни на состанокот исто така очекуваат дека во следниот период кој што следува дека има најави за повлекување заради задоволување на потребите на европскиот пазар со квалитетно производство од струмичкиот регион. Костадиновски не беше конкретен ниту по барањето на земјоделците од вчерашниот протест на патот кон Бугарија да добијат 10 денари дополнително од државата како надомест за ниските откупни цени. Ние не може да ветиме ништо во таа насока, бидејќи обезбедуваме субвенции кои што, како што спомнав, во изминатиот период се во износ од 30 милиони евра и конкретно за градинарско производство изнесуваат 30.000 денари по хектар. Тоа никогаш не било во минатото и ако состојбата е таква, ние кажуваме дека оке, еве сме тука, ќе разговараме и да видиме што можеме да најдеме како решение. Меѓутоа да излеземе советување или да одговараме на некои нереални барања кои што во позадина имаат и доза на политичка мотивација, не можеме да се согласиме со тоа. На средбата било заклучено дека сегашната откупна цена од 10 денари резултат на понудата и поборувачката на странските пазари. Според наши непотврдени информации, на денешната средба здруженијата, но и заменик министерот побарале трговците да ја зголемат цената на 12 денари за килограм зелка, но трговците не се изјасниле дали ќе ја прифатат оваа цена да ја понудат на земјоделците.